По повод 2 години од преземањето на локалната власт и работата на градоначалникот Николчо Илиев, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во саботата одржа јавна дебата на која преку дискусии и видеоматеријали ги презентира ветените проекти на власта кои не се реализирани. Присутните му дадоа црвен картон на градоначалникот, а на дневен ред беа 18 точки, односно проекти по кои се дискутираше. По завршувањето на јавната трибина, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на Кочани, Миле Левков, одржа пресконференција. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани одлучи да организира и да одржи една граѓанска седница на која што ќе направиме евалуација, односно проценка на сите неостварени ветувања на Николчо Илиев. Констатираме дека Македонија и општина Кочани не се на прав пат. И Македонија и Кочани го одат најтрнливиот пат во својата историја, најголемото понижување и најголемите измами. Денеска нема ниту гасификација, нема систем 3, нема 2 нови детски градинки, ги нема сите тие ветени проекти, не се обновени просториите на АСНОМ, не се поправени и сменети азбестните цевки, Кочани нема чиста вода и нема чист воздух. Ние сме овде да покажеме дека може и поинаку. Ние сме овде само со една идеја и со една мисла. Таа мисла е обнова на Македонија. ВМРО ДПМНЕ е исправено, ВМРО ДПМНЕ е цврсто, ВМРО ДПМНЕ е стабилно и ВМРО ДПМНЕ ќе го оди и ќе ги води граѓаните кон патот за обнова на Македонија. Ги повикувам сите наши сограѓани секоја среда да дојдат во општинскиот штаб на ВМРО ДПМНЕ од 17 до 20 часот за да можат да учествуваат и да ги даваат своите идеи и заедно да ја изградиме програмата за обнова на Македонија, програма која што ќе даде резултат уште во првите 100 дена и програма која што нема да завршува вака како што завршуваат програмата на Николчо Илиев, како што заврши програмата на социјалдемократите. Ваква јавна трибина членовите на ВМРО ДПМНЕ закажаа за една година, односно во октомври 2020 година.